Monday, добар ден, пошто многу ни е светло надвор. Не сме навикнати да летно сметање на време. Ќе треба да поместиме терминот изгледа, да се вратиме нормално. Фала на сите што дојдовте. Јас сум Дарко, за кој не знае, дел од организаторите на Mobile Monday, New Media и Web Factory како компанија, односно група од 50 млади. Добро, што знам, јас сум најстар од приказката. Момци кои што го прават овој настан. Уште пред неколку месеци Јордан, кој што е еден од поредовните колку што ја успевам да следам последили нови настан, и рече дека спремаат нешто, па кога ќе биде готово ќе ми наговести, па и би сакал да го презентира тука пред луѓе, да покаже што направиле или што ќе направат. Минатиот месец ми кажа тука сме негде на брегот, дај да го пробаме сервисот. Ја го отворив на телефон и сватив дека уствари имам некаква потешкотија да го отворам, па рече да го знаеме, тоа ќе го средиме, значи за следниот месец ќе бидеме готови. И еве ги готови се, сервисот е достапен. Мислам дека сите ние први и основни ствари проблематични се надминати. Нормално има тука некуп тестери кои што може да се уверат сами од целата приказка, па да им помогнеме и да го направат уште подобро. Јоцо доаѓа од T-Mobile, таму е официјално вебмастер. Што точно работи не знам, може сам ќе си каже понатаму. Меѓутоа, денеска ќе зборува за мобилната апликација, односно мобилната верзија на нивниот сервис My T-Mobile, односно оној сервис кој што проверувате докај сте со вашата сметка и се паничите кога не треба најчесто. За сите згоди и незгоди, односно предизвици во процесот на креирање на апликацијата ќе ни зборува Јоцо, нормално некаде од прилика 30 на 40 минути. Прашањата после. Повелиот. Не, напротив, прашања кој како му дојде слободно. Добро. Здраво на сите, да се заблагодарам прво за можноста да претворим овој Mobile Monday во My T-Mobile Monday и да ви представиме една услуга која што веруваме дека секој корисник на My T-Mobile на големо би можел да ја користи. Многу кратко, и се представам прво јас сум Јордан Гиров. По вокација сум електроинженер, во T-Mobile сум вебмастер, одговорен сум за јавните сајтови на јавните продуктни сајтови на T-Mobile. И во секојдневната работа се бавам со user experience, search engine оптимизација, менаџирање на проектот T-Mobile.marka, практично менаџирање на тој сајт. Приватно имам искуство десетина години со веб дизајн, со PHP, MySQL, ASP, SQL, Flash, но ништо од ова не работам во T-Mobile. Политиката на фирмата е да работиме со надворешни фирми, практично се покажува како една добра одлука за хендлање на ресурси. Пишувам и ревју, да се кажа на македонски, рецензии за мобилни уреди. Тоа е еден дел од работата што така ме исполнува исто многу. Еднаш од 2 месеци за твој клуб списанието добивам некој джидже ново мобилен телефон, таблет и таква работа на 2-3 дена и така многу му се радувам, пошто е ново. Пишувам што како ми се свиѓа, што не ми се свиѓа и укуглање уште не ме било. Али тука не сме да збориме за куглањето, друг пат ќе се видиме. Би сакал накратко, значи да го представам My T-Mobile сервисот е наменет за мобилни уреди. Многу кратко за историјатот на My T-Mobile. Овозможува селф-сервис, односно правување со вашата T-Mobile сметка, било да сте припејд или постојат корисник, веќе 10 години наназад. Има десетици илјади задоволни корисници дневно. Постојано ја усовршуваме, постојано имаме нови услуги кои што се достапни на овој портал, како практично нудиме нови услуги, нови опции за нашите стандардни, во нашата стандардна понуда, така ги надополнуваме во My T-Mobile. Тоа е баш секојдневна работа. Имаме многу нови понуди секогаш, тоа нема да навлегувам дали е добро или лошо, ама секогаш има нешто ново што треба да се промени. Така да, постојано има потреба да се апгрейдува овој сервис. Достапен е, реков, за сите корисници на T-Mobile.
тоа практично би било десктоп верзијата која што постои 10 години и која што решивме во тек со новите текови технологии да ја направиме достапна за сите корисници. Односно за корисниците на мобилни уреди. Затоа решивме да покриеме најголем број од корисниците, направивме една анализа што најмногу се користи од телефони. Решението секако беше дека уредите кои што најмногу користат интернет се Android платформите, iOS платформите, во последно време полека се враќа Windows телефонот, но заклучивме и дека во мрежата имаме еден куп други уреди со многу послаби карактеристики, кои што исто така треба да ги покриеме. Тоа се некои Sony и Nokia уреди кои што не можевме едноставно да ги отпишеме и да кажеме не играме со овие телефони, они се стари, нека се купат ново. Значи, бројот на тие телефони е голем, као прво, а као второ, не се ни така одамна купени, едноставно не се смартфони. Затоа решивме, значи, со таков еден пристап да ги покриеме и овие уреди кои што се супериорни по карактеристики, но и уредите кои што ги завршат работа за основните работи кои што можете да ги схемате со Mighty Mobile. Значи, накратко, што нуди мобилниот Mighty Mobile, значи, ово што кажав, имаме, значи, две верзии. Едната е ова што ќе се задржам повеќе денеска, таа jQuery верзија, која е за пофини телефони со поголем капацитет, и верзија во поредуциран формат за овие последни фичер фони со Sony и Nokia уреди. Значи, мобилниот Mighty Mobile нуди практично голем број од фичери што ги нуди стандардниот Mighty Mobile и можете бесплатно и едноставно да се провери состојбата на сметката, статусот на потрошениот интернет, да се прегледа постпејд сметката во PDF, да се види статусот на поените во програмите за лојалност, тоа се значи твој клуб за постпејд и припејд плюс за припејд, и да се активираат опции и услуги за поповолна комуникација. Значи, палета на услуги која подоцна ќе ги видиме во презентацијата. Сега би се задржал кратко, значи, на jQuery Mobile платформата. Прво, зашто ја одбравме? Има неколку вака платформи кои што можеше да ги примениме во едно вакво решение. Значи, Sencha знам дека постои неколку практично слични платформи. Некои се HTML5, некои не се, некои се JavaScript, повеќето се JavaScript базирани. Битниот момент е дека се одлучивме за jQuery Mobile затоа што имаше една широка палета вака на уреди што ја поддржуваше, ако гледате овај скриншот од нивната веб страница, поддржува iOS, поддржува Android, поддржува BlackBerry, Windows Phone, Symbian, PalmWeb, мислам дека го немаме во Македонија, сигурно нема мрежата на тимова. Значи, едната предност е што оваа платформа поддржува огромен број на уреди, како што кажав. Другата предност е нормално што се работи за тип на платформа која што има готови елементи, готови JavaScript процедури, готови транзиции на екрани. Нивната максима е пишува помалку, сработи повеќе, значи со што помалку напишан и адаптиран код можете да завршите повеќе работа. Тоа вака изгледаше нас како многу практично нешто, за да не се мафтаме со тоа дали овој уред ќе биде поддржан, па што се случува со ширината на овој екран. Се до тоа е практично една готова платформа која можете да ја преземете и адаптирате. Значи, HTML5 поддршка има оваа платформа, подложна е на понатамошно пакување. Под пакување, мислам, може да се манипулира, да се работат хибридни веб апликации, тоа е нешто што хибридни мобилни апликации, тоа е нешто што понатаму ќе го разведуваме како опција. И она што нас не привлече, значи како предност во однос на другите вакви слични платформи е постоење на десктоп верзија од истата платформа. Значи знаеме од прилика што е jQuery, сме се соочиле претходно со него, практично ова е jQuery Mobile верзија. Тука најдовме практично здрава основа зашто би го користеле ова како еден платформа графичка за нашата услуга, за нашата веб апликација. Недостатоци секако со кои што се соочивме беше, веќе спомнав, голем број уреди не го поддржува како платформа, значи напреден JavaScript користи, значи треба самиот уред да има солидна процесорска моќ,
HTML5 дури и солидните телефони со добра процесорска мод го немаат во нативните браузери. Така да има еден куп уреди како што спомнав кои ние ги имаме во нашата мрежа, кои се закачуваат на интернет, кои што се интернет capable, интернет трошат, значи, тоа се релевантни уштерии, а сепак не се спаѓаат во категорија смартфон. Затоа ние одлучивме, значи, да направиме две верзии од оваа платформа. Друг недостаток е што се работи за релативно нова технологија, предизвици во имплементација чисто од аспект на тоа што сме го работеле до сега, каква верзија е десктоп платформата со која што работиме, серверската основа, така да тоа може да биде недостаток кој што верувам дека и не беше толку сериозен. И да, jQuery Mobile има доста тежок мемориски код при прво вчитување, така да треба многу внимателно да се работи со кеширањето со овие апликации. Значи, прво се соочивме со различна големина на кешот кој што може да се смести во браузерот на различни уреди, па ги цепкавме тие JavaScript-и, па правевме многу кеширање на елементите за при следната посета да не се брише, да се биде се до тоа во браузер, за втората посета да биде многу побрза, практично да се освежат само податоците кои што се потребни. Така да многу внимателно треба да се работи со тоа, од една страна да имаме силно кеширање, од друга страна да не ни се случи да искешираме нешто што не треба, значи вредностите кои што треба да бидат ажурни во секој момент. Значи како се пристапува до мобилниот Mighty Mobile, идентичен како за стандардната верзија, my.tmobile.mk. Значи, ние го правиме детектирањето на уредот врз база на неговиот user agent и врз база на тоа го препраќаме кон соодветната верзија. Доколку се работи за уред кој што е способен за jQuery, го препраќаме на jQuery верзијата, или доколку се работи за послав уред, го препраќаме на минималната верзија. И еден од главните фичери за кои што денес ќе се осврнам повеќе е практично оно што ние го нарекуваме Zero Login, односно препознавањето на корисникот при неговата најава на нашата мрежа. Значи, реално имаме услуга Mighty Mobile која што прво треба да се регистрирате. Регистрацијата се прави со потврда на преку SMS код. Значи првиот пат го внесувате или матичниот број или ICC ID, тоа е бројот SIM картичката, па после тоа го внесувате вашиот како му доаѓа пасворд, па после тоа ви се потврдува безбедносниот код кој што го добивате на SMS. И тоа е за регистрација. За најавување на порталот, секој најавување, сега зборувам за десктоп верзијата, има потреба да се внесе тој security код, што на сите им изгледа дека е малку премногу во однос на security. Тука имаме една дилема со колегите од нашата компанија, кои што велат дека тоа е тоа, луѓето се научени на такво работење со Mighty Mobile. Ние од маркетинг сега го сакаме да отвориме вака све да биде зирни си, види си, заврши си работа. И сега се сеќаваме некаде на пола пат и функционира. Може да зборуваме дека е тоа се уште може би сложено за обичните корисници, може би нешто ќе се менува. Битниот момент е дека со ова успеавме да овозможиме едноставно користење на корисниците кои се веќе регистрирани, без потреба да испраќаат SMS, да добиваат SMS и без потреба да инсталираат апликација, значи не е зависно тоа како тип на телефон имате. Само куцате Mighty Mobile МК и ќе бидете однесени кон вашата сметка, односно попрецизно кон дешбордот. Ајде сега кратко само да објасниме како тоа функционира. Значи, доколку ја користите мрежата на T-Mobile и во браузерот си укуцате my.tmobile.mk, ќе се обратите на нашата мрежа. Нашата мрежа се обраќа кон внатрешните системи, значи во овој дел се оние системи што се внесуваат баш на мрежата, каде што ќе го препознаат како корисник, каде што ќе го препознаат вашиот број. Бројот подоцна се препраќа назад
кон хедерот на вашиот упит на кредитот. Катанџето значи дека е тоа безбедно направено, на што, како што веќе кажав, многу внимаваме. Тоа се препраќа кон Mighty Mobile веб сервисите кои што практично го поврзуваат Mighty Mobile корисникот и враќаат информација за тој корисник кон апликацијата и ја добивате дешборд страницата од вашиот Mighty Mobile акаунт. Сега ако се ова упростен приказ, овде фали еден веб сервер, ова е веб сервиси, сакав што по едноставен цртеж да добиеме, чисто да добиете чувство како од прилика се случува ова најавување и препознање на корисникот. Значи, по вклучување на Mighty Mobile МК, вие секако ништо од него чекате, ќе видите после како функционира во живо. За секунда добивате практично статус на вашата моментална сметка, добивате статус на моментално истрошение од интернет во месецот. Доколку имате iPhone, можете да ја видите и последната фактура од последниот месец и поените за лојалност кои ги имате на вашиот акаунт. Значи, сите овие информации се достапни веднаш, без потреба од внесување на пасворд, без потреба од security код, така натаму. Доколку пристапите преку Wi-Fi, работата е иста како преку десктоп верзијата. Значи се внесува број, се внесува лезинка, се чека безбедносниот код преку SMS, се внесува и сега сите би размислувале да, ама во тој случај бесплатно. Па ние се погриживме и оваа верзија да биде бесплатна. Значи доколку го посетувате сајтот преку мрежата на T-Mobile и не вклучувате Wi-Fi, прво ќе бидете препознаени, значи немате потреба да внесувате юзерним, пасворд, security код, а второ, таа посета е бесплатна. Значи нема да ви се одрази на сметка. Значи практично добивате еден сервис кој што ве следи на секаде, можете во секој момент да го проверите и се до тоа да биде бесплатно. И надвор од Македонија? Да не претенуваме. Значи надвор од Македонија важат други правила кои што не може да ги покриеме. Значи тоа има. Може прашање да ви иде през. Да, јас знаете како дисклеймери сега ќе ги спомнеме на крај, почеток во средина, ако што сега ги спомнете, не може надвор од Македонија за жал. Таму ви препорачуваме Wi-Fi верзијата или опуштено, мислам, имате дата роуминг пакети наистина практични кои што може да си ги укуцате па да користите надвор од Македонија. Добро. Да не претираме. Значи како функционира логинот преку Wi-Fi? Значи преку Wi-Fi внесувате број, внесувате пасворд, директно зборувате значи со Mighty Mobile серверот кој што зборува со Mighty Mobile сервисите. Да, бидејќи внесуваме број пасворд, треба да ви стигне SMS. Преку нашата мрежа ви стига SMS со безбедносен код, кој што потоа го внесувате, се испраќа и ја добивате страницата сервирана. Она што не спомнав е дека она што се гледа на прв поглед, оној дешборд, е практично се статуси. Условно компјутерски кажано, read-only информација. Значи, ништо таму што ќе видите не може да ви се одрази на сметката. За понатамошните уклучувања на сервиси кои што имаат финансиска импликација, значи да активирате пакет, да активирате услуга или нешто слично што ќе ви се одрази на сметката, ние сепак го задржавме пасвордот како безбедносен систем. Често пати се соочуваме со поплаки од луѓе кои што да, знаете, детето си играло и знаете ние како можам ја да знам дека тоа ќе ми се одрази на сметката, тоа е нова работа. И баш затоа го задржавме значи оној security код кој што не security код, пасворд кој што понатаму ќе ве доведе до делот за активирање на услуги. Значи имате дешборд информации на прва, а за активирање на услуги ја внесувате вашата Mighty Mobile лозинка. И кога сте внатре можете да активирате различни поволности врз база на вашиот тарифен модел. Значи можеме да менуваме броеви во мојот круг,
Можеме да активираме опции за зборување, можеме да активираме бесплатни разговори во кругот, викенд разговори, интернет пакети, SMS пакети, да се исклучи роаминг, да се вклучи говорна пошта, да се надополни кредит од постпейд на припейд и практично една низа на услуги кои што зависат врз база на тоа каков тарифен модел има корисник. Значи ова е она за што ви зборував. Промена на бројови, на дополнување, интернет пакети, опции за разговори, говорна пошта, роаминг, во припейд нешто слично, ги гледаме како евентуално би изгледале бројовите во мојот круг. Ви изборува за бесплатното користење. Ќе се задржиме подоцна, сега сакам кратко само да го пуштиме едно филмче да видите како тоа изгледа, после тоа ќе го се прикачиме и живо. Како што кажав, ако некој има прашање, слободно. Не мора да чекаме до крај. Значи иде најавата, MyTeamOver.net. Ова е тој дешборд за кој што зборив. Значи гледаме состојба, со тоа заклучно за кога е таа состојба, имаме реализиран интернет сообраќај од почетокот на месецот. Стандардната, значи екранот се адаптира врз база на тоа дали е портрет или лендскейп. Овде стојат дугмињата за активирање на стандардна или стандардна верзија доколку не сакате едноставно да го користите во парк. Значи, со внесување на лозингата може да се изврши активирање на опции, она што го зборував преска. И тоа не води кон практично оној внатрешен интерфејс со интернет пакети, SMS пакети, значи поволности, услуги и на дополнување. Ето видиме како изгледа прилика активирање и деактивирање на интернет пакети, односно како изгледа милица. Значи, они се старите имиња, сега се вика активирање интернет пакетите. Ова се више SMS пакети, ќе се задржам после во живо ако нешто баш конкретно ве интересира. На дополнување кредит од постпейд на припейд. Се внесува кога го праќате ваучер, вредност на ваучерот. Активирање и деактивирање на говорна пошта. Ево, при известувањето на SMS кој што пристигна за нешто што уклучи во 30. И тоа е тоа отприлика, значи внимававме да не и покрај тоа што можевме да не ги уклучиме сите работи што можеме. Значи десктоп верзијата има еден куп услуги кои што едноставно не се податливи за пребацување на еден мал екран, као на пример детална сметка. Детална сметка е нешто што тешко ќе се снајдете на самиот мобилен уред. Ви треба баш да го видите на екран, ви треба да филтрирате, ви треба да зирнете, значи тие опции стојат на располагање на сите нешта кои користат десктоп верзијата од MyTeamOver. И намерно и покрај тоа што технички ќе изведевме, некако не сакавме да пребацуваме еден таков тип на опции кои што не се податливи за гледање на мобилен уред. Секогаш стои можноста, значи она преска што го покажав, долу десно, долу лево имаме едно копче во футерот на страната што вели стандардна верзија, секогаш има можност доколку пристапувате од уред и сега ви треба баш таа услуга да се уклучите стандардната верзија. Тоа е баш па податливо за таблети, например. Може да се уклучите таа стандардна верзија и да се добиете баш стандарден приказ на оваа десктоп верзија, а ќе ве препознае како Android корисник и ќе ви даде оваа верзија. Така да во X случај тоа е подобро, затоа што нема да се замарате со сите работи што ги имате во десктоп верзијата, ама големиот екран овозможува и подетален преглед, може така да го одбере. Така да продолжам натаму.
ствари, можем живо да го видиме како изгледа, а после тоа ќе продолжиме со стартот. Седнам овде. Значи идеме мај. Не можеш почти Да? Фала. Ти надолу спусти. Окей. Значи, ова е бидејќи прва најава, имаме она што го зборував кеширањето пред как ги избришав и кеш и кукијата и гледаме дека при првата најава имаме доста поголем трафик. Затоа препорачуваме да се задржи оваа верзија за да не се прави и баш вегали искрено затоа што е бесплатно. И че овде гледаме еден скрин кој што не го имав објаснено, тоа е практично еден поп-ап што го имплементиравме врз база на претходна кампања што имавме за бесплатно користење, односно за максимална цена што можеше да се плати за интернет во рок од тие 2-3 месеца колку што беше активна кампањата. И ова е практично еден скрин кој што кажува вие потрошивте од овој ранг. Луѓето кај нас имаат погрешна представа за тоа или можеби точна представа за тоа колку ги чини интернетот, сепак од наше искуство е дека луѓето мислат дека е тоа прескапо. Во однос на разговорите, цената на интернетот не е толку ужасна. Например, често пати луѓето знаат да пратат порака, сметајќи како нешто најевтино, а за тие 5 денари или 6 колку што е пораката, ќе добиете еден куп информации дури да немате интернет пакет, а камо ли со интернет пакет. И ние баш затоа ја направивме таа акција, таа кампања да им објасниме, сурфајте, гледајте колку од прилика ви очинило. И така ја затвараме практично таа кампања да ви кажеме во изминатите месеци вие од прилика имате ваков тип на потрошувачка и ви препорачуваме таков пакет. Секако бидејќи се работи за поп-ап, ова го направивме да се појава максимум 2 пати за да не гњавиме ки знае колку. И бидејќи е почеток на месецот, јас на овој телефон имам практично некој нефактуриран долг од 82 денари. Реализиран интернет сообраќај од 0 мегабајти затоа што е денес втори, ја сега го уклучив овој телефон практично. Не стигнало да сврти оној што е еднаш дневно бројачот за интернет сообраќај. Prepaid плојани 0. На мој ваучери може да се дзирне кои се внесените ваучери од порано. А при активирање опции појма немам дали си ја знам лозинката тука. Едно од потешките моја. Да. Да, ма не е точно. Лозинката е врзана со телефонот, со телефонскиот број или се ја креираш независно? Не, ова е Mighty Mobile лозинката. Так. Значи за тие што не си ја знаат Mighty Mobile лозинката. Мене го уклучивме внесе во дашборд. Ако сакам нешто да сметам, да пример ми даде колку имам потрошено, фактурирано ова. За да се осигураме, не ми даде да влезам таму. за да се осигураме за несакани трошоци од корисниците, моравме да го ставиме ова. Искрено повторно беше барање на маркетинг да го избегнеме, ама очигледно колегите имаат поинакви искуства и затоа ги задржавме овие мерки на безбедност практично. И ако не си ја знаеш лозинката, што е? Ако не си ја знаеш лозинката, во моментов да, значи регистрацијата и менувањето на лозинка е на десктоп верзијата. Значи тоа е една од оние работи што ќе треба да ги средуваме во иднина. Според мене многу е податливо, ако веќе е толку едноставно да се користиш како регистриран корисник, зошто да не е на чекор понатаму да и самата регистрација да ја направиш од тука ако веќе го детектираме бројот. Знаете, тоа се планови за
за во иднина, меѓу кои ќе спомнеме некои други ствари што ги планираме. А ова, извини само, ова нефактурираниот долг. Добро? Тоа е реалниот нефактуриран долг што на крај го плаќаш или е оној што значи што ти тече после на крај на месец испаѓа помалку. Да, испаѓа помалку. Значи прво сакам да разјасним дека може да испадне само помалку. Тоа е многу важно. Затоа што не е со сите попусти, тоа сакам да кажам. Да. Исто како што За жал апликацијата која што имаме и на десктоп верзијата функционира на тој начин што ги брои овие работи и реалната ситуација може да се добие само после билинг. Значи вие доколку имате опција која што функционира на тој начин да отпосле се одземаат овие попусти, не можеме во моментот. Ја не знам ушто 500 денари сметка, да не само да загрижиш. Како треба да поставиш, пошто имам експертиза за такви работи да одговориме. Ето, затоа и се сметка, Во секој случај, значи, постојат премногу работи кои што не може да се земат во предвид за во реално време да се прерачунат. Секогаш има такви сервиси, такви попусти кои што могат да се прерачунат на крај на самиот месец, на време на самиот билинг процедура, да ја кажеме, која што сама по себе е екстремно сложна. Сепак само збор што нешто што не може во реално време да се направи никој разна. Премногу ресурси, премногу меморија, премногу сложени системи би требало да имаме позадина, кој што е надвор од нашите финансиските можности на било кој оператор, да кажем. И не би имало разлика меѓу припет и поспет, ова сите да биде припет. Сите да биде припет. Real time charging. Да. Така да ова е the best it gets. Се пробавме да направиме баш да биде горната граница да прикажеме. Значи во секој момент дека ќе се прикаже нешто помалку, ќе финалниот резултат ќе биде нешто понизок, него она што ви се прикажало на самата. А користењето на интернет го става во фактурата или не? Да, го става во значи зоната посебна што ја додадовме за T-Mobile МК излегува во фактурата како 0 денари за вашите посети кон оваа зона. Значи тоа е една од оние бесплатни услуги што се пресметуваат. Интересираше дали е бандлирано ова користење кон T-Mobile во овој што на пример на десктоп варијантата ти кажува на пример за овој месец фактурата на пример ти кажува дека 13.000 пошто сум потрошил ја 200 мегабајти и ми ги кажува 200 мегабајти колку се реално нели. Без при тоа да го сметак дата планот дека јас го имал како попуст и на крај нели сметката го анулира тоа и се испаѓа само 600 денари дека плаќам за интернет. Дали оваа тука на мобилната верзија исто ги смети на тој начин? Генерира плюс, значи ќе ги прикаже како изгенериран интернет сообраќај. Значи знаеш дека си стигнал до тука некаде и баш затоа наредно што сакаме да го направиме конкретно. Да. Викате дека е проблем да се средат тие податоци, реални податоци да добиеме за сметки за така. Ја оваму имате решено тоа. Не се разбереме погрешно тема, во користам сум 10 години. Ван значи го решил, исто имаат бесплатен интернет, бесплатни минути спрема нивната мрежа, бесплатни минути спрема другите мрежи. И во секој време кај нив може да се провери моментална состојба на сите тие бесплатни колку се. Значи, да кажем, приказот за тоа колку во некој пакет кој што веќе го имате купено и колку имате искористеност на тој пакет конкретен, е нешто кој што го работи моментално. Тоа е нешто кој се појави, се надам прилично брзо, значи планот е мислам дека за мај, ама без ветување се, окей. Меѓутоа и тогаш секогаш ќе постои тоа отстапување. Сега да дадам да кажем, релативно прост пример. Имате сервис, имате фамилија која што вклучува 4-5 броја и имате некој сервис кој што ги дели одредена сума на пари за сите членови во таа фамилија. Не може да направиме ние во луѓето во моментот кажува дека до таму и таму ви искористеност на тој пакет, пошто има X броја кои што учествуваат во тој пакет.
Свеќате, така да, секогаш ќе постои тоа степен на отстапување, секогаш ќе постои некоја грешка. Ние ќе пробаме да ги дадеме оние податоци кои што сме сигурни дека се точни, во однос на искористеност и на GPS и на бесплатни минути во едно, во друго, минути кои што следуваат со претплатата, SMS-и кои што следуваат со претплатата, ако имате таква претплата или активирале некоја опција екстра. Затоа што само жално страшно изгледа, не фактурира долг 15.000 потегли, лошо. Да, тоа е наш. Престануваш да користиш, викаш не се јавувам више овој месец. Така, тоа е практично за нас поголем проблем, ама Тоа беше прв пат што активирав дата план и ја видов сметката и се фало луѓе шера. Да, 13. значи од тоа на што го зборувавме. Од сега, значи многу скоро приказот за тие бандлови ќе биде реализиран интернет сообраќај. Имате проценти, имате тука до каде е дата планот. А не е у тоа. Океј. Значи, битно имате вашиот дата план каде е со сервисот, до кај сте стигнале, значи тоа многу скоро ќе го имаме. Слично ќе имаме и за voice услугите кои што вклучуваат бандл, значи ако имате една опција која што вика толку и толку минути, ќе ви каже до каде сте со тој разговори и така ќе имате многу појасна слика за вашите статуси. Значи плюс и малку графика тука. На прва ќе се знаете точно до кај сте. Баш заради оваа работа го ставаме тука. Значи идните планови понатаму би вклучувале и исклучување на Zero Login, доколку едноставно не сакате никакви информации да ви се гледаат на прва, ќе имаме можност тоа да се исклучи. Вклучување на десктоп верзија трајно, користите таблет кој што постојано ќе се препознава како Android уред, да кажеме, или iOS iPad. Ќе добивате оваа верзија, вие не сакате да ја користите, пошто реално можностите на тој уред се далеку по... Може да се го рендерира на самиот сајт без проблем, нема ограничување ни во големина ни во ништо. Така да можете трајно да го одберете тоа како опција. Тоа статусите на опциите вклучени во носите со прогресна линија, тоа е за што зборувавме. И тоа што вајда немаме вака реален рок кога, но размислуваме ова решение конкретно да го преточиме во iOS и Android хибридна апликација. Ние значи тргнавме со идејата да покриеме што е можно поголем број уреди. И не успева, значи навистина имаме широка лепеза од уреди што ги покривме без посебна имплементација за секој од нив. Тоа е значи реално она што зборував предноста на jQuery. Тоа е солидна основа, понатаму сега да почнеме да идеме специфично по корисници, по платформи да ги покриваме со мобилни апликации. Баш за да ги избегнеме сите оние кеширања што ги зборевме, практично тоа ќе бидат делови од кодот кои што ќе бидат сместени во таа апликација како хибридно решение, но ова ни е, како што кажав, се уште во план и на размислување и на планирање, така да не можеме прецизно да ставиме март 2012 или октомври или како и да е, битно е го имаме во план. И уште една работа што исто така планираме во врска со оваа и следни апликации е така наречен Wurful сервер. Тој е практично сервер кој што е тој open source проект е практично на интернет заедницата, кај што е еден репозитар на карактеристики на мобилни уреди базирани на user agent што ги има. Значи, по-конкретно за што се работи. Интернет заедницата рачно внесува различни карактеристики на одредени девајси врз база на веќе претходно приготвени тестови и става тој еден репозитар кој што се нарекува Wurful, се работи за отворен проект, се работи во суштина се работи за XML код кој ги содржи овие податоци и врз база на самиот user agent на вашиот мобилен уред добивате една детална листа од можности на тој уред, тргнувајќи од резолуција, преку можности за стримање видео, преку поддршка за HTML5, преку браузерот кој што го има, преку можности за JavaScript, можностите на телефона, значи сите тие уреди, сите тие спецификации на уредот кои што се мощни детални вака првпат кога видов се изненади, се тоа може да се добие како одговор од овој еден сервер кој што би го имале во вашето омрежување или евентуално кога користите како надворешна услуга. Тоа нам би ни помогнало доколку не развиваме посебни верзии, значи ако не одиме на
врз база на правење апликации, да нудиме многу подобро сегментирање на уредите кои што евентуално утре би ги користеле. Значи, доколку користите Windows Phone, но Windows Phone, да кажеме, не поддржува одреден фичер, иако ние не најдовме таков проблем со поновите телефони, да најдете workaround за овие уреди без да треба да правите дополнителна верзија која што сега ние тоа направиме. Значи, тоа е отприлика нешто што не очекува понатаму, каде евентуално би оделе со ваква апликација, како што кажав, нема по секоја цена да нудиме милион нови услуги, ќе гледаме да го задржиме на основни услуги кои што ќе ви бидат навистина корисни, кои што евентуално би ви притребале во секое време. И тоа е отприлика, тоа ви препорачувам навистина да си ја користите оваа верзија, затоа што секој момент може да имате многу квалитетни информации од прва. За контакт имате мој контакт овде, на Twitter сум Јоцовска, слободно, кој има прашања, провелете сега, а можете и на некој да вие контакти. Слободно, ако има прашања, провелете. Има ли се, дали е девелопирана верзија или изработка за да може да се плати сметка? Како што има, нели, на десктоп верзијата? Да. Искрено го размислувавме ова. Веројатно и го имаме во некој од нашите планови. Не инсистираме многу ново. Зашто? Затоа што баш и денес гледав една статистика, таргетот на луѓе кои што својата сметка во Македонија би ја платиле преку мобилен уред со кредитна картичка е релативно мал. Јас знам дека во оваа соба не е мал, ама свесни сме за тоа што се early adapters, свесни сме за тоа кој процент од населението е тоа, не велиме дека го отфрламе, знаеме кој е капацитетот на оваа можност, но искрено не ни е во приоритет. Тоа е тоа. Значи, практично е да, ама мислам дека има побитни работи кои што би можеле да ги ставим. Уште едно прашање. Нема друга апликација, е аутсорсирана од некој? Да, тоа заборев да спомнам, значи да ги представам луѓето што се тука со нас. Значи интерно кај нас се прават веб сервиси. Колегите кои што работат на целиот проект, Игор, Лери, Сладјана, здраво. Тука се, значи интерно работиме веб сервиси, а екстерно тука се колегите и од Nextsense. Ве молам да си се јавите таму, Иво е тука, Иван и Јован. Океј. Значи, ја работиме екстерно, овој дел практично што се гледа е изработен со Nextsense, така да тоа е прилика тоа. Благодарен сум да искористам прилика, јас сум значи од маркетинг, и покрај тоа што вака инженер сум и мидат работио, ја цело време некако држам, тегнам натаму меѓу нашите интерни IT ресурси, меѓу екстерната компанија и гледам некако сите тоа да го усогласам, така да искористам прилика на сите јавно вака да се заблагодарам за сите трзавици што ги имаме во работата, што успеваме да спакуваме нешто. Ова не е поврзано со предавање, меѓутоа баш ме интересира како го имате направено скринкастот на iPhone-от? Самиот девајс не е од симулатор. Да, разбирам. Значи се работи за апликација која е инсталирана на iPhone-от, ама мора прво да ви падне, односно да паднете врз iPhone-от, да го однесете на некој чкарт сервис, да ви го хакираат и после да се опуштите да си ставите каква сакате апликација. Значи не препорачувам сами да го хакирате. Значи моето искуство беше паднав од мотор врз iPhone-от и сериозно да кажам, ништо не е измислено. Го однесав на некој сервис затоа што прескапа беше вон гаранција беше и така натаму. Таму го средија, кога што го средија, а ја после тоа му ставив апликација, ќе најдам апликацијата, не знам кога се. Прво мотор да знам. Скачаш што звучи, ама кинеска скутерче, не се лаже. Се закупа. Можеш од точак да пробаш. Веројатно кој ти го да, пробајте. Не знам. Можеш вака со iPhone, не, ја уште мотор не. Али подобро си. Фала. Добро, дечки.
повелете ако имате уште нешто, ако не навистина слободно во секое време за се што ме интересира. Оно што ја би сакал навистина да ги поттикнам другите, она услуга значи што сега ја нудиме само за нас, може би отвара можности, ова не е ниту званична понуда, ниту ништо, да за соработка, за поврзување на некои си како комерцијална услуга за некој кој би бил заинтересиран за најавување, за лобирање и така работа. Значи зборувам вака out of the blue што се вика, ама може би има тука нешто што како компанија можеме да го обезбедиме. Секако без лични податоци, да, без лични податоци, туку само тратирање на unique user. Кои се искуствата до сега во поглед на ова на поврзување со надворешни трети сервиси? Да, искрено морам да кажам дека не работам на тој сегмент од бизнисот, не би можел да ви дам конкретна информација. Имаме сервиси кои што ги работиме со екстерни, со трети страни, за сликички и нешто за таква работа, ама практично тоа е тоа. Генерално гледам, мислам дека пошто еден од фокусите на фирмата за следната година, целата компанија е B2B и развој на B2B на ICT сервисите, cloud сервисите, веројатно е дека ќе има голема отвореност кон било која соработка со надворешните лица за давање на било какви услуги од IT сферата директно. Значи, ако имате било каква идеја, може да се вратите. Сигурен сум дека има заинтересирани за него. Точно тоа се ради да спомнам, значи било каква идеја ќе го смериме на правото место, така да отворени сме за соработка. Подлогата е има. Ако немам уште некој прашање, да затворам. Пуште ролетна. Пошто не видовме толкова деталната сметка која ти е колкава е. Скриншот е со страниците да не е така да не. Да, последно прашање берем. Ајде. Детална сметка? Да, тоа кажав, го немаме како опција затоа што е премал екранот. Најсериозно, значи зборуваме... Пробувавте, гледавте како изгледа на екран или едноставно решивте? Не, едноставно решивме и искрено имаме многу искуство со нашите партнери од групација од Deutsche Telekom. Што пробувале да гледаат. Значи, една работа е што пробувале и тоа не го сугерираат ни они, а второ мораме вака да се пофалиме дека пред една недела бевме на тако состанок групацијски. И ние го презентиравме ова наше решение за они после тоа да извадат еден blueprint, кој што вика е сега сите вие вака адаптирате се, и го погодивме онака што се вика услепо, погодивме дека практично тоа е и платформа која што ние сугерираат како најпрактична за работа. Значи не конкретно jQuery, или отприлика изгледоста. Така да менјаме искуство и можеме да се пофалиме и тука дека добро стоиме. Таа опција ти потесни PDF. Па гледам претходниот месец, некој случај. Имаме уште некој прашање? Нема. Ето фала што нели сподели во твоето искуство, во вашето искуство. И мене е баш мило што имаш и повеќе луѓе тука што може да одговорат на прашањата. Да. До некоја следна верзија веројатно ќе може да се плаќа или нешто слично. Или можеби некоја интеграција со трет сервис. Мене ми тоа секогаш интересно, пошто треба да им се фрли малце некако ракавица можеби на локалните девелопери да размислат како може да ги искористат ресурсите и податоците што големите сопственици на податоци ги нудат или може да ги понудат, па да се на врв на тоа нешто направи. Беше интересна приказка тако за крај, значи ете можеби некој од присутните тука или нешто ќе го гледаат после тоа видеото, пошто има и такви кои што секој пат не молат снимајте обавезно, пошто не може да дојдеме. Да се заинтересираат па да видиме нов челендж, нешто ајде се, нели, за развој на апликации на база на некои други податоци. Да се заблагодарам уште еднаш, да кажа да го повторам мотото на настанот, значи на смевни се понеделнике. И да кажам дека се гледаме за еден месец на следниот Mobile Monday. Се уште немаме тема избрано, така да ако некој има желба да сподели некој искуство или едноставно да
каже нешто што има да го каже пред луѓе и да добие некаков фидбек, стоиме на располагање, овој настан организиран од и за заедницата. Ви благодарам уште еднаш за присуствие.